предмалку, пред некоја минута почна конгресот на Вреди тука во Филхармонија. Присутни се околу 850 делегати, меѓу кои премиерот Христијан Мицковски и косовскиот премиер Албин Курти. Влегоа во владата како движење, прераснуваат во партија. 5 политички субјекти стануваат еден. За очекувањата од конгресот, но и тоа како ќе делуваат во иднина со нас во вестите е Венера Латифи Азизи. Венера, добре ни дојдовте. Се надевам дека како што е убав денот, како што го славиме денот на Обединета Европа, така денеска го славиме и спојувањето на 5 политички субјекти во еден, во Влен. Вленот денеска ќе биде една политичка партија, ќе делуваме на еден глас, ќе имаме заедничка иднина. Конгресот, додека зборуваме тука, додека ни следи јавноста, веќе е почнат. Присутни се двајцата премиери, премиерот на нашата земја Христијан Мицковски и премиерот на Република Косово Албин Курти. Тука е односно официјалниот дел кај што ќе имаат говори и гостите и лидерите. Потоа последна кратка пауза ќе продолжиме со 850 делегати кои се дојдени од целата наша земја. Тука се присутни, ќе продолжиме со избор на двајцата председатели, ќе имаме копредседатели што е новитет за нашата земја. Новитет можеби и за пошироко но не што не е демократски чин. Тоа е сосема демократски чин, сосема нешто ново, сосема порака за обединување, зашто до сега веќе сме навикнати македонската политика тука во Македонија, политиката воопшто, политичкиот живот да се фрагментаризирани. Сега веќе имаме обединување. Не се делиме повеќе. Кога се прави обединувањето, посилно е и политичкиот живот, секако и добросостојбата на граѓаните тука се подобрува и така натаму. Што се очекува од конгресот? Друго, ќе ги избираме телата, централното раководство, председателството, ќе имаме потоа и други органи како што се секретаријатите, 5 секретаријати. Новитет, можеби што не се навикнати јавноста да е слушне е и резолуциите. Односно имаме 5 резолуции, имаме 5 секретаријати, имаме 5 резолуции. Резолуциите, јас 3 ги напоменувам како најбитни. Едната резолуција што е напишана од самите жени е резолуцијата на жените, каде што жените бара 40% застапеност во одлучувачките органи на политичката партија веќе од денеска Влен. Исто така другата резолуција е резолуција на младите. Истите барања се направени од страна на младината. И исто така, што е многу добро, зашто сепак кога станува збор за власт, првата власт, реална власт се општините и ние тука правиме, усвојуваме резолуција за децентрализација. Ти благодарам, Венера.